Добар ден, почитувани гледачи, во стандардниот термин по 15 часот и 30 минути со ова денешно издание на емисијата 60 минути нисток на 4 февруари. И говорејќи за 4 февруари, вообичаено да се каже дека денеска се одбележува насекаде во истокот 144 годишнината од раѓањето на стратегот на македонското национално ослободително движење од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век Гоце Делчев. Но тоа не е единствената работа за која можеме да говориме за случувањата во истокот или во градовите низ истокот. Денеска затоа решиме малку да смениме географската ширина, ако вчера имавме од Пробиштип, сега ќе одиме исто во град на П, ама е Пекчево, не е Пробиштип. И гост во студиото ќе ни биде Никола Каракашов од Одделението за локален економски развој во Пекчево. Ќе разговараме на тема што се проектите со кои ова општина конкурираше за средства од европските фондови, така наречените ИПА фондови. Во вториот дел од ова денешно издание на емисијата 60 минути нисток ќе ни гостува Дејан Илиевски, професор по музичка уметност во гимназијата Славчо Стоменски и воедно раководител на хорот на ово училиште. По X годините се случува така на 2 децении да Штип добие еден сериозен хор. Нормално ќе видите што денеска како во Штип се одбележа 4 февруари, односно во Ново село, а ќе имаме можност да дознаеме нешто друго. А тоа нешто друго го одработија колегите во информативната редакција на нашата телевизија, односно еве ги вестите што до овој момент ги имаме во нашата редакција, со полагање на цвеќе и спомен за делото на големиот револуционер и идолог на македонската револуционерна борба. Истокот денеска одбележа 144 години од раѓањето на Гоце Делчев. Неофицијалната химна на Македонија, македонско девојче, од неповторливиот автор и изведувач Јонче Христовски, денеска го слави 50-тиот роден ден. Имали спас за жителите од регионот. За една година регистрирани нови 180 случаеви на рак. Сточари од Свети Николско губат стотици евра дневно поради исклучена струја. Нивните куќи и фарми се надвор од градот и со струја се снабдуваат преку трансформатор, но светилките на нив не им светат повеќе од една недела. И христијаните, и муслиманите, и државата ја сметаат за своја, ама сметка не води никој. Се распаѓа црквата Светилија во Штип. Голем одрон од утринава наноси ги крена жителите од местноста Светилија во Штип. Спорт, Брегалница играше пријателски надпревар во Кочани со екипата на Тетекс. Надпреварот заврши 0-0, можеби затоа што севкупно на теренот играа 41 фудбалер. Време облачно со максимална до 13 степени, вечерва слаби врнежи на дожд и максимална 0. Утре облачно и постудено максимална до 7 степени. Ако е тоа коротки портретот на овој денешен 4 февруарски ден, му велиме добар ден на Никола Каракашов од Пекчево во Одделението за локален економски развој. Господин Каракашов, какво е времето во Пекчево? Па ништо различно од овде што е. Исто тмурно. Нели е постудено? Па малце да. Малку постудено. Како патувавте наваму? Па во ред. Во рете. Брзо ли помина патот или беше монотонија? Па обично е монотонија ради времето што е така. Ајде да го разбиеме ова монотонија сега со разговорот она за кој се договаравме и за која е наша цел да говориме за активностите во регионот на сите општини, од Вардар па горе Пијанечко, Малешевијата. Сега не знам Пекчево кај повеќе люби да се каже дали во Малешевијата или Малешевијата. Знам дека ама велат Берово Пекчево не се миришат исто како што Штип и Кочани во овој регион многу. Има ли нешто вистина во тоа? Па не знам, мислам дека нема. Или не се чувствува таа антагонизам? Можеби некојаш било тоа во минатото, сега не баш. Сега не важи. Добро, да разговараме за она што е ваша задача, тоа е правењето на проектите за конкурирање на општината во европските фондови, така наречената ИПА програма, од која се црпат средства. Што сработивте досега на планот на проектирање на проекти и конкурирање? Па ИПА програмата ја го распиша нели меѓуграничната соработка, делот на меѓуграничната соработка која се вика Интерек, кросбордер или меѓугранична соработка со Бугарија. И сега ние како источноплански регион имаме можност да аплицираме само со Бугарија, додека долу на југ и на север можете и со Србија и со Грција да аплицираат исто така, покрај Бугарија. Ние поднесовме 7 проекти, од кои 4 се инфраструктурни, односно 5 се инфраструктурни, другите се изработка на документации, планови и стратегии. Бидејќи тоа е стратегија
далеко од реалноста дека може да се оствари во кратко време, во интервал, откако ќе ги добиете средствата. Овие петте ме интересираат еден по еден да ги разглобиме. Ајде, од кој да почнеме? Кој е најкруцијален за општината Пекчево или кој носи најмногу пари? Па прилично се слични со буџетите, не знам диаметрално различни. За општината во моментот една од најважните проекти кои ги ние поднесовме заедно со општината Симитли од страна на Бугарија. Тоа е регулација на дел од речното корито кој се наоѓа скоро во централното градско подрачје. Тоа е доизградба на постојачкиот кеј и спојување на реката со постојачки канал на река, која што е уредена во минор корито, не знам сега дали го разбирате тоа што зборувам, но тие го разбираат што се. Што ме минор не е мајор. Да, не е мајор, така. И што предвидува овој проект? Мислам да се уреди корито, тоа е генерално значи идејата. Да се направи целосна регулација на течението на реката, која во моментов е таква каква што е создадена, нели? Самата си тече. И кога доаѓа поголемо течение на водата, нанесува одредени последици на патот кој е во моментот изграден, на ги руши мостовите кои се поставени таму и така со изградбата на минорот тоа ќе биде целосно санирано и тоа значи дека ќе правите зафат кој ќе помалку можеби акумулира водата и низ кој ќе се контролира течението на. Апсолутно ќе биде исконтролирана, акумулација нема да има бидејќи нема доволно средства за да може да се направи акумулација на реката и да има, не знам, интересни водопади или не знам, други некои дизајнерски решенија врз самата река и течението. А коритото предвидувате со овој проект да го регулирате? Да, ќе биде целосно изрегулирано. Ајде, кога се каже регулација, не се мисли само на водата, туку да се стават ободи на двата брега. Да, е така. Значи ќе постојат ѕидови од двете страни на реката, ќе се направи од едната страна пешачка патека, бидејќи тоа го дозволува просторот кај што се наоѓа реката. Ќе се засадат површини со нови дрвца од така наречено хортикултурно уредување, меѓутоа дрвцата Пекчево има еден поглед кон жалните врби. Тоа е дрвце кое многу ни значи на целиот град. Сите ли се жални во Пекчево? Па баш така. И ќе биде засадено со жални врби целосно. Името на растението е така сега. Да. Колку средства очекувате да ви бидат одобрени? Заедно, проектот е заедно 400.000 евра со Симитли. Со Симитли, да. Тие што предвидуваат да прават со Тие имаат исто така зафат на речното корито кај нив, меѓутоа тоа е на излезот од градот е кај нив, каде што треба едно притока мала да се влева во една поголема река сега таму. Добро. Мислам дека е Струма, ама не сум сигурен. Тоа очекувате тие средства за колку време треба да го добиете одговорот? Тоа значи одговорот ќе биде крај на март, за сите проекти ќе биде одговорот крај на март. Реализацијата треба да почне по потпишувањето на сите документи и излегување на терен на комисијата негде од септември. И колку време ќе биде потребно евентуално? Претпоставам заради тоа што кога ги пишувате техничките карактеристики во проектот, се наведува и така колку време ќе биде потребно? Ово е 18 месеци. 18 месеци. Колку ќе биде тој потек по реката должина? Имате такви податоци? Да, има 190 метри негде. Ќе се развива или градот генерално? Генерално да. А конкретно? Конкретно позицијата кај што се наоѓа значи местоположбата кај што се наоѓа ќе биде многу поубаво отколку што е сега. Тоа не е во центарот или е на Па е во центарот, меѓутоа е периферен дел од центарот на градот. Значи не е баш во центар на градот не е, бидејќи си има кеј пред многу години изградено кеј на самата река и е окей. Тој е првиот проект. Тоа што мислиме дека е како како фаворит наш од страна на општината. Сега од комисијата кој ќе се допадне и кој ќе го одлучи. Ајде и другите да ги разглоби, да ги представиме што е тоа, што е овоствено, уште 4 други, зашто се однесуваат? Значи имаме спортско игралиште кое е поприлично убаво направено и замашно уште на времето кога имало, нели, за време на Југославија имало многу пари, па е само 2 такви има изградено во целата Југославија, тогашна. Едното е кај нас.
Меѓутоа ни фалеаше трибини на целото тоа игралиште. И сега Фактички имаме фудбалско игралиште. фудбалско игралиште, да. Каде што имаме трибини сега испроектирано и поднесено како проект. Се надеваме дека тоа е во делот на туризамот, односно спортскиот туризам за развој на истиот. Немате фудбалски клуб? Имаме фудбалски клуб. Штипјанец го држи. На Кит го е, да, кој е официјално да кажеме. Но добро, не сум знал дека Кит го е главниот покровител или организатор, спонзор, како на сакам самиот фудбалски клуб, да. И сега колку пари од овој проект треба да легнат заради За трибините треба да е 120.000 евра. Нешто само трибини? Само трибини се овде предвидени, а заедно со тоа имаме и туристичко-информативен центар, кој ќе биде во вид на брвнара, односно, да, на брвнара. Знаете, тоа е кукичка направена од дрво, е така целоста, многу иновативна, многу интересна, ќе биде поставена во почетокот на влезот на градот. Тоа заедно? Да, тоа е еден проект, е тоа, да, целоста. Теренот не влегува во овој проект? Па теренот е многу повеќе пари, не влегува во проектот. Ама теренот е во супер кондиција, добра кондиција. Лични на Англија? Па, скоро. Скоро. Значи, конкурирате за средства од 102 во висина од 120.000 евра за изградба на трибини. Колку трибините се изградат. Мораме вака да ги разглобуваме. Трибини со подтрибински простор. Па тоа сакам да кажам. Значи тоа е исто иновативен момент каде што се работат трибините целосно ќе бидат од челик и од дрво. Ќе биде многу интересно поставени, дизајнот е многу исто така иновативен и оставивме широко поле на работа на архитектите, така да. Столчиња нешто? Па самото тоа од дрво се изработени, биејќи нели по стандардите на FIFA и на UEFA се, да. По сите стандарди кои се побарани од, за да може да се игра некаков надпревар понекогаш. Меѓуграничен да речеме. Може. Секој надпревар да речеме од доаѓањето од Симитли екипа ако има фудбалска е меѓународен надпревар. Тоа е со општина Банско, значи. Со општина, не е со Симитли. Симитли. Па не е со општина Банско. Со општина Банско и заради тоа нели стандардите се малку и повисоки. Заради сега знаеме сите што е Банско во Бугарија, така да. Па добро знаеме, терените треба да бидат огледално пресликани. Штипјани ги има зимно време повеќе таму отколку во Штип. Па ако добро, тоа не е лошо. Да се пошегуваме. Инаку вкупната сума на овој заеднички проект е? На заедничкиот проект вкупната сума е 390.000 евра. Вие 120? Не, ние сме 167.000 и другите се на Банско. Другите се на Банско. Знаете што тие ќе прават? Да, две тениски игралишта со две поставување на две бравнари како информативни центри на влезот на Банско и во Добриниште. Тоа е едно исто така интересно место во општина Банско е. Сега дали е село или е општина, не сум сигурен, меѓутоа. Значи општина Пекчево доколку добие пари на стадионот, на игралиштето, на спортскиот терен ќе никнат трибини. Да. И потрибински простор. Има, да, меѓутоа не е толку корисен, нема да биде, зашто при самата конструкција е многу земен. Да кажете, аголот е вака малку покос. Да. Па нема место да се направи нешто. Па нема. Проектот не е предвидено, а и нема ни пари толку. Нема ни толку пари, добро. Третиот проект што го правевте е врзан за каква идеја? Третиот проект е со центар, значи за развој на туризмот. Тоа е една постоечка вече зграда која е противпожарна, да биде целосно изреновирана со енергетска ефикасна фасада, прозорци, кровови. Ќе биде прилагодена со канцелариски простори. Колку според вашите предвидувања се потребни пари за тоа? Според проектот, да. Според проектот 160.000 евра за целиот проект кој е инфраструктура. Значи, тоа е реконструкција на зграда на противпожарна единица, која се наоѓа во распаѓање. Во распаѓање, не е во распаѓање, еден дел е и прилично добар. Не, прилично добар и функционален е. Другиот предпоставам дека е сместена противпожарната единица, ако е. Па не, ние немаме противпожарна единица. Па имате противпожарна дома, немате единица. Имаме, па сега. Најверојатно волонтери пожарникари имате. Па има тоа во шумското предпријатие, меѓутоа како волонтери ги немаме се уште. И таму доколку се направи време можеби ќе. Не, добро.
Шегата настрана, што предвидувате со објектот? Добиете Значи, пари, го реализирате и што натака, објектот е во строгиот центар на град, значи се поврзува со плоштадот. Фасадата ќе биде енергетски ефикасна, за да може да ги издржи стандардите кои се потребни на една јавна зграда. Внатре во самиот објект има 14 простории негде, од кои едни се за санитарни јазди, други се соби за состаноци, има 2 канцеларии кои ќе бидат одделни, сала за состаноци и канцеларија за пензионерското друштво кои имаме кај нас. Има 2 комунално предпријатие, едно сместено во самата зграда и простории уште 3 каде што ние можеме центарот да го ставиме за информација. Комуналното предпријатие нема пари? Имаме 2 комунални предпријатија кои што едното се вика Равен и тоа е во добра финансиска состојба. Добро, па мора некој да е во добра финансиска состојба, инаку бадијала ќе биде сега ако комуналните предпријатија пропаѓаат заради немање на пари, се шегувам. Тоа е третиот проект на кого сериозно типувате. Четвртиот, што предвидовте со него? Четвртиот е набавка на опрема. Значи, треба да се набави летна сцена, заедно со осветлување и озвучување. Нели имаме ние фестивал на дувачки инструменти, кој така веќе подолго време, односно 7 година поред го реализираме, да, се одржува. И е во добра замашна фаза и подготовка за да се изреализира и оваа година. Значи прибираме нели сега спонзорства и организацијски да се подкова. Тоа е единствен таков фестивал во Македонија. Единствен е, да, и затоа е и многу интересен. Имаме гости секоја година се повеќе и повеќе. Учесници се поголеми имиња, нели? Сега не сме фокусирани на балканските звезди, но тоа е. И не е важно да е поприлично меѓународен, можеме да се пофалиме дека доаѓаат од страна на Бугарија дури со автобуси, организирани тури за време на фестивалот. Сега, за него ни требаше сцена летна, бидејќи немаме изградена летна сцена на општината, и решивме да ја набавиме таа нели со конструкција од челики. Ќе биде фиксирана или ќе биде монтажна? Не, ќе биде монтажна како сите други. Тоа е проект од 106.000 евра, исто така. Заедно со цел систем за осветлување и озвучување, да, целосната сцена. Кој позади има LED телевизори кои се. Која општина во Бугарија ви е пандан за сценава? Да. Со сцената имаме аплицирано заедно со Гоце Делчев општината, односно Брезница се вика местото сега, читалиштето таму што е или како дом на култура им функционира од таа страна на Брезница. Вкупниот проект има лимит од 330 негде 1000 евра. Вие барате за сцена, тие барат пари за... Тие за плоштадот и на самиот плоштад, значи го реновираат плоштадот во населеното место, во Брезница, и имаат, веќе тие имаат изградено летна сцена, меѓутоа им на реконструкција на истата со покриви. Значи мораат да бидат проектите прилично огледално решени во однос на меѓуграничната соработка. Значи што работиме ние овде треба да бидат слични или барем слични. Да се во секој случај сродни со она што е бидејќи заеднички проект. И Петиот проект е исто така во опрема, меѓутоа во Домот на културата, кај што треба да се набават осветлување и озвучување и одредени столчиња за седење кои ќе бидат амфитеатарско решение. Домот на културата е под локалната самоуправа, претпоставам не е центар за култура под Министерството за култура. Под локалната самоуправа. Во каква состојба моментално? Па кога говориме бидејќи барате опрема, значи нема технички услови, па плюс столчиња плюс амфитеатрално треба да паѓаат. Ако некош имало, мислам дека и така амфитеатрално поставени сега, но? Не, сега не, и баш заради тоа со челична конструкција да бидат речени како амфитеатрални. Таков е проектот. За столчињата веќе го правиме. На колку тој партерен оддел, колку предвидувате да има седишта? Негде околу 230-240. Целосно. Опрема барате с аудиовизуелна? Аудиовизуелна, со осветлување да биде... Нешто, филм, кино? Па, проекторот сметам дека од Министерството за култура и веќе имаат одобрено нов проектор за киното и се надеваме дека ќе профункционира и киното.
Значи, Меѓутоа, супер си функционираше пред многу години. Многу работи функционира. Колку пари барате сега? За овој проект се 130.000 евра. 130.000 евра. Општина? Пекшево со општина Рила, од бугарска страна, тие веќе го имаат реконструирано од културниот дом кај нив, меѓутоа кај нив им е потребно само озвучувањето, опрема за озвучување и така да и поголем е буџетот од кај нив и замашна е салата е многу поголема. Па што за систем за озвучување во сала? Колку тие бараат? Тие бараат 168. А ви колку барате Пекчево? Ние сме 130.000 за све. За се живо, ти само за озвучување 160. Па да, ама сериозно си е поголема од нивна страна, така да е во ред. Тие штом го впишале тоа Да, си имаат пресметки, си го имаат направено и е во ред. На сите проекти кога е крајниот рок да ви одговорат? Крај на март. Од фондацијата, крајот на март. Крајот на март. Ќе доаѓаат во Пекчево да проверат нешто? По одобрувањето на проектите, ако се одобри некој од проектите, ќе има комисија која пред потпишувањето на договорите ќе биде на терен. Значи ова се 5 проекти кои ги инфраструктурни, да. Колку освен тебе во поделението за четворица. Сте одработивте 5 проекти, односно 5 проекти и плюс ви се во фаза заради процедурата да се добие документи, да се соберат, уште колку рековме? Имавме од Министерството за животна средина, побаравме водостопанска дозвола, нели? Како меѓутоа тоа не одело баш толку многу лесно и брзо да се издаде и заради тоа сме сега во фаза на чекање. Се надеваме дека во оваа недела ќе биде и тоа завршено, па ќе можеме да се... Што водостопанска дозвола заради што? Па заради тоа што имаме намера да работиме врз реката и да чепкаме реката. Значи немаме право ништо да направиме во однос на природата без дозвола од државата, нели? Што е нормално и така треба. Нормално е тоа, ама помалку е ненормално да се чека долго време. Па бюрократизираната варијанта е стравична. Не, такви се процедурите. Значи тоа си имаат комисии кои треба да се разгледуваат, премногу документација треба да се присобере пред да се однесе во Министерството на аплицирање за оваа водостопанска дозвола, така да како и да сакаме да биде тоа брзо, не е возможно. Кај нас уште од пред нова година па до 25 јанари беше трка со времето. Нашите училишта, градинки бара партнери, ама сите конкурира во проект во така наречената екологија, енергетска ефикасност. Кај вас се сосема поинакви. Ние па оваа зграда сега што спомнувавме на пожарниот дом, таа е јавна зграда и уште само таа не е енергетски ефикасна. Инаку школата, општината, градинката и што имаме друго, дом на култура, сето тоа е поминато преку енергетска ефикасност и се енергетски ефикасни веќе згради. Досега сте учествувале или сте барале средства од Европа? Имавме предходно на повикот пред 3 години учествувано од општината на меѓугранична соработка исто така, меѓутоа со мека мерка се кажува, за изработка на различни стратегии, нели, е проектот. Што ви се плановите? Овие проекти завршите, а почеток на година е. Па добро. Што ќе работите во одделението за локален економски развој? Вчера се отвори новиот повик на прекогранична соработка со повикот се кажува Интерек Балкан Медитеран. Овде влегуваат како партнери значи 2 земји апликанти за влез во Европската унија и 3 земји кои се членки на Европската унија. Овде се Бугарија, Кипар и Грција. А ние со Албанија како чекачи, нели, пред Европската унија. Нешто долго тај редот за чекање. Што е важно? Како и да. Картата не е во лобито сме, како и да. Што е тоа што можеме да кажеме како сериозни планови да ги предвидувате како општини, како евентуално да се фокусирате каде би одел развојот на општината? Нашава општина во моментов е на страната на туризмот фокусирана и активно работи во подобрување на целата инфраструктура. Имаше некакви проекти за биодиверзитети? Има тоа сакав да кажам. Значи имаме и изготвено
Зграда која е како едукативен центар функционира во едно село наше близу таму до Пекшево, Негрево се вика. Имаме центар за едукативен центар. Тоа е фокусот е во најмладата генерација, нели, до основните школи. Тоа е, значи, целиот диверзитет, различност, ајде. Да, кој го има во источнопланскиот регион. Таму ќе биде сместен и ќе можат градинките и основните школи да одат на посета, да се доедуцираат. А во наредниот период имаме втора фаза од тоа, да бидат отворени уште 2 клона на овој центар. Едниот е за средните школи, другиот е за факултетите. Нели имаме ние, ако знаете, ендемично растение кое е инсектојадно и така да имаме со што да се пофалим. Има што да видат учениците и децата. Имаат, да. Колку, бидејќи сте перманентно вклучени во оваа активност во планирањето на така наречениот економски развој на општината, досега според она што сте го одработили се реализирало? А да кажем колку сте вие лично задоволни од она што го одработивте како проекти, па дошле пари, па се завршило, па се гледа тоа, па луѓето велат добро е што се направи. Па имаме доста замашно да се пофалиме. До сега беше фокусот на селата, веќе не беа во многу завидна положба и цело време работевме да се доуредат, да се средат преку канализационни мрежи, преку пристапни патишта, нови улици со бекатон, меѓутоа се нови и се направени. Значи, генерално, или да кажеме, полека, но сигурно се менуваат некои работи во Пекчево на подобро. Да. Задоволни ли се граѓаните, морам да прашам, од тоа што го направивте? Тоа е многу релевантно. Народот некојаш не може да му погодиш, нели? Некои се задоволни, некои не се задоволни. Значи на сите не може да биде се погодено, меѓутоа ама да се тргне од догледно време, да, и тие кои се незадоволни ќе видат дека е во ред и не би требало сега. Еве зошто сега се направи толку голем автопат. Па стварно зошто се направи? Господин Каракашов, благодарам за гостувањето во емисијата 60 минути. Нисте го посакувам плодна и успешна работа и на овие и на другите проекти што ги планирате. Благодарам за поканата, ми беше задоволство. Емитуваме комерцијални пораки. Од 25 јануари до 10 февруари, цели 22 срекни денови во Марвел. Попусти до 60% на твојот совршен пар. Кај нас сами го бирате вашиот попуст. Ве очекуваме. Стара чаршија, Штип. Марвел. Каде и да одите, не заборавајте со себе да го понесете Виватап, единственото и оригинално средство за подобрување на водата од чешма насекаде во светот. Не стравувајте од можни инфекции, не се оптоварувајте со дополнителни товари купени вода во пластични и стаклени амбалажи. Вие во вашата рака го имате вистинското решение за здрав и сигурен одмор. Виватап е лесен за транспорт и употреба и кога сте надвор од дома. Пите вкусна и свежа вода и уживајте со Виватап. Вкусно и здраво, природно сушено овошје и зеленчук на планински воздух. Агромакс збирува во сите маркети на Китго, генерален партнер за Источна Македонија. Агромакс, едноставно природно. Технички преглед, сервис и регистрација за комплетна доверба во вашето возило. Сдружение на возачи, зашто сигурноста нема цена. Нада Меркур секогаш подобри од другите. Кравио сирење бучен козјак 248 денари. Шунка ПКБ мини 75 денари. Паста за заби Колгейт 57 денари. Глос за садови 46 денари. Омекнувач Виолета со гратис бришачи 139 денари. Купка Доув 179 денари. Дезодоранс Рексона 99 денари. Нада Меркур, населба Сењак. Кузе 2000 од Кочани е најголемиот салон за плочки и санитарија во источниот регион. Керамички, гранитни, стаклени и декоративни плочки, мозаики плочки од грб порцелан, кади, џакузи, туш кабини и паравани, мебел за купатила, чешми, веца галантерија,
ламинат, блендери, сомни врати. Во градежниот центар на Кузе 2000 комплет системи за сува градба, термофасади, канал системи, електро и водоводни материјали, бои лакови, лепила, ХТЗ опрема, оков за мебел, штрафовска роба и профи алати. Со Кузе 2000 од Кочани, планирано и направено. Во населбата Сењак, во приземјето на најубавата зграда во Штип, се отвори и најубавиот маркет во градот, Стандард. Стандардно највисок квалитет и стандардно најниски цени. Стандард маркет. Најголемиот и најдобро снабдениот Home Центар во Истокот, ПСС. Се за вашиот дом и градина. Санитарија, алати, косачки, апарати за заварување како и украси, жардинјери и бела техника. Дојдете и ќе се уверите. ПСС Home Центар. И оваа недела неверојатно ниски цени во туш. Орис Рефус 49 динари за килограм. Кравјо сирење туш 199 динари за килограм. Пилешка паштета овако 22 динари. За купен втор производ 70% поевтино или само 6 динари за парче. Пилешка крем супа 24 динари. За купен втор производ 70% поевтино или само 7 динари за парче. Туш, каде добрите нешта чинат помалку. Од проект до реалност. Од идеја до најголем објект во Источна Македонија. Изграден од најквалитетни материјали, со многу вложен труд и енергија. Единствена можност за купување станови на 60 рати, без камата. Топ Инвест. Синоним за урбан стил. Стабилност и удобност на вашиот дом. Да се биде најдобар е предизвик, но и голема обврска кон сите потрошувачи кои го очекуваат само најдоброто. Затоа Прумес и после години работа мисли на вас. Секој вторник и петок 5% попуст на целата палета сопствени производи. Прумес во Виница, Кочани и Штип. Абе, прсти да изедеш. Прумес. Ова е емисијата 60 минути на Исток и во неа ја менеме и темата и го менеме и соговорникот. Нагостин е господинот Дејан Илиевски, професор по музичка уметност во гимназијата Славчо Стојменски во Штип. Господин Илиевски, благодарам што дојдовте. А поводот зашто ја поканивме беше и за мене изненадувачки. Пред минатата недела беше во библиотеката се одржа манифестација со која се обележа роденденот на Тоше Пројски и годишнината на стратегот на револуционарното движење Гоце Делчев, и ми велат од библиотеката во пријавата има хор од гимназијата. Јас знам гимназијата нема хор, велат. Нема, ама ќе има. И следниот заврши таа манифестација од библиотеката велат им дадовме признание заради тоа што беа многу добри. А вие сте ментор на таа активност, односно човекот кој го движи целиот тој проект, ако може. Како се случи да се создаде или да се реализира една идеја која за мене е добра, како граѓанин на овој град, да се направи хор? Па тоа се случи прилика година и 2 месеци пред, значи се на се сум година и пол во гимназијата, како работа. После неколку месеци самите деца си објавија некоја љубов према музиката, бидејќи вториот дел од самата програма која што е предвидена во гимназијата, треба децата да пеат и да обработуваат одредени песни. И така, обработувајќи ги тие песни, значи, дојдов до заклучок дека има многу таленти во самото училиште, кое што ме натера да пробам, да направам нешто кое што дотогаш во гимназијата не постоело. Тоа е хор. Хорот е женски.
Нели, направивте аудиција или? Така, направи прво најпрви на аудиција, а подоцна еден вид кастинг, значи од сите тие деца кои дечиња би можеле така, нели, посолидно да функционираат во сето тоа. Премиерата ви беше повеќе од успешна? Па да, првата премиера вака општо, нели, пред сите луѓе. Првиот настап во јавноста. Така, да, во јавноста ни беше по повод Тоше Проевски, нели, и великанот Гоце Делчев. Во чест на нив учествувавме во библиотеката Гоце Делчев. Се представивме со два микса од по две песнички од Тоше Проевски, каде што публиката, еве гледам, изреагирала позитивно, а и сите тие кои што го организираа сето тоа, за на крај да не изненадат со наградата за најдобар музички перформанс, кој што ја добивме. И со тоа самите дечиња и јас како професор добив уште поголем стимул за да продолжам да работам со нив. И тие се премногу среќни, прашуваат кога повторно ќе имаме проби, што е ненормално. Меѓутоа, сега има нешто кое што е многу поголемо, кое што ќе го спремаме во, ајде да кажем, за отприлика 4-5 месеци. Доколку сето тоа успее, ќе биде еден прекрасен културен настан. Колку девојки брои хорот? Девојчиња, значи имаме 36. Се на се 50, меѓутоа, нели, од новата генерација, од прва година сега што се, вежбаме, меѓутоа, за да се вклопат во хорот, треба се уште да работат, значи посебно, а подоцна да влезат во склоп на целата таа. Што би се рекло стручно вежбање по линии. Да, да. Сега, колку од нив се овие сопрани, тенори, претпоставам така ќе ги водите, бидејќи се работи за женски хора. Повеќе од дечињата сакаат да пеат, нели, да ги пеат тие повисоки мелодии, односно сопрани. Сопрани или алтови, не бе. Меѓутоа, за жал, имаме сопрани, две или три девојчиња се повеќе сопрани, алти се помалку, инаку секогаш таа алтовска линија, мелодија е и текако по-тешка и алтовската линија представува столб на целата мелодија, за да останат интонативно точни од почеток до крај, алтите се и текако битни. Има ли алтови меѓу ученичките од гимназијата? Да, има и алти, има и сопрани. Поделени се на први и втори сопрани, први и втори алти. На почетокот кога започнахме, нели, за прв пат запеавме, тоа беше во чест на Славчо Стоименски, на предбистата на Славчо Стоименски, на патронатот, и тогаш едноставно видоа и колегите и останатите дека нешто има во овие деца, дека тоа добро, дека може да се работи, а и самото училиште пред се еден голем поздрав до раководниот тим и до директорот на гимназијата на Славчо Стоименски, кој што и текако помогна и се една огромна поддршка за сето ово да успее и понадamo да продолжиме да работиме. Во самото училиште, значи се одвива, има кабинетска настава, што многу го леснува сето тоа, значи работата и со хорот, и со часовите по музичка уметност, бидејќи кога ќе кажете музичка уметност, нели, се однесува, некој ќе помисли дека тоа е сепак, нели, повеќе за историјата на музиката, меѓутоа не е така. Дечињата од гимназијата се запознаваат и со основите на теорија на музика, потоа со вокална техника, обработка на песни. Значи не е тоа како што на времето јас сум учил која година е роден Вагнер, да речеме. Па добро. Тоа и да се каже нешто кој му се делата. На првиот дел, значи, се учи периодот на тие праисториски цивилизации, па среден век, ренесанса, барок, класицизам, романтизам, и најнакрај, нели, за музиката во 20 век, нели, таа забавна популарна музика. Самите деца сакаат повеќе да слушаат и да пеат, да обработуваат вакви по-современи композиции, така да и нашиот хор
не е од оние класични хорчиња кои што пеат само одредени песни кои што, да кажем, се пеат едно 30 години назад. Туку има таленти, сега правиме такви проекти, не само што се поделивме да пееме повеќе гласи, туку одредени деца на одредени моменти во самата композиција имат солистички настап. Сето тоа ќе можете да го видите на тој огромен настан кој што ќе се случи, каде што ќе видите многу дечиња кои што имат исклучително добри вокали. Како рефлексија на ова што беше условно кажано првиот така посериозен јавен настап, сега фидбекот од тоа произлегува поголем интерес или е затворен тој круг на членките на хорот? Може би некој од девојките пропуштила нешто или би било чудно тогаш, па сега име помалку необично ли сакат, изразуваат повторно желба да дојдат во хорот. Иако не сте биле таму, точно сте проценили, тоа е така. Значи, многу дечињата после овој настан, значи, после оваа награда која што ја добија, сакаат да влезат во хорот, меѓутоа сепак за да се функционира во тој хор, да се работи, треба да имаме и предиспозиции, значи треба да имаме слух, музички слух, да имаме вокални способности за сето тоа да го изведеме, бидејќи некој разбира музиката, ја чувствува, меѓутоа нема глас за сето тоа да го отпее како што треба. Ви стои ли така посериозен период на работа заради тоа што ова се тинејџери, ајде да кажеме, деца до 18 години, девојки млади, кои понекогаш ќе имаат и недисциплина, не знам, одразна. Се чувствува ли некаква компактност, бидејќи кога ќе се уигра хорот, тоа е буквално машина за пеење? Така. Па сега ќе ви кажам, значи, за успехот на самиот хор се најзаслужни самите деца, бидејќи ова што го правиме, не јас да ги натерам нив, тие да ги соберам да пеат, туку тие самите на еден начин ми дадо и на мене подршка и поттик за се повеќе и повеќе да ги оспособам да пеат што е можно подобро. На самата проба сите се мирни, сите слушаат, што е многу чудно. Изразуваат желба за секој вид на музика. Добро, дојдени сме во фаза кога говориме сега на светската сцена, има сериозна авторска криза на понуда на песни кои се антипесни понекогаш, барем тоа што се вели, и однаш ова млада популација открива нешто што е вековно старо, да се пее чисто, да се пее со дикција, да се пее со усул, со мерка и след тоа да биде хармонично, да звучи компактно. Мене ми се наради заради тоа што, млади деца, па хор. Па да. Вообичаено хорското пеење, како и редица на други нешта во Македонија, исчезна, може би има 1-2-3 хора во Македонија кои сериозно се занимаваат со пеење. Да, ама ние, пак ќе кажем, или на почетокот започнав нешто да кажувам, значи тоа е дека ние не пееме само класични мелодии, туку пееме поп музика. Добро, литература има? Да, литература има. Некои од композициите и самиот јас лично ги имам обработено, има, сега имаме интернет, можеме да го видиме сето тоа, значи сите тие популарни хитови ги има и во таква верзија, значи за хорчиња. Знаеме дека и во Западна Европа и во Америка и како има сериозни хорови кои што, особено овие црковните хорови, каде што знаеме дека најголемите вокали на сите времења кои што успеале да се представат пред јавноста, пред се како мали, како деца, биле задоени баш во тие хорчиња, каде што се бара многу, каде што техниката е многу тешка за да се научи да се пее сето тоа. Меѓутоа е чудно што деца, од Балканот, од овде, од Македонија, едноставно чувствуваат таа музика и што е најчудно, сето тоа го пеат на природен начин. Без мака, без... Што е Вака Стилски, одредница на програмата на хорот за која говорите дека ќе биде интересна, податлива,
питка за генерациите кои се во хорот, но и они што треба да бидат публика. Па така, значи, како што кажав, ќе имаме композиции кои што се веќе слушнати од професор Драган Шуплевски и многу обработки, како што се Рум-Дум-Дум, Кумановка и така натаму, да не ги набројуваме. Тоа се од тој така наречен транскрипција на народното твориште. Тоа и јас кога сум бил ученик во Средното музичко училиште, заедно со професорот Љубе Митров. Да. Значи, кој што ни предаваше, и ние пеевме така и во црквичките, нели, на празници, и за најразлични манифестации, секаде, дури добивавме и награди, и на надпревари. Така, не само тие композиции кои што ги веќе имаме пеено, туку и некои од по-нов тип. Значи, зборам за поп музика, за R&B музика, значи нешто кое што до сега овде, мислам, на овој регион, не се уште табу тема до нека. Има ли во гимназијата, ајде во музичкото училиште, тоа е друга димензија, се одредили дека музиката ќе биде некаков животен пат. Во гимназијата сосема може ли да се појави некој супер талент, кој е музички мултиталентиран, да предлага, да ви помогне некако целата таа работа? Сите предлагаат, и не е чудно тоа што во гимназијата има таленти, бидејќи и јас кога се запишав на факултетот за музичка уметност, имав колеги кои што завршиле гимназија, продолжиле на студирање, нели, во факултетот за музичка уметност и се сега едни од најдобрите професори. Така да ништо чудно и од тие деца подоцна да очекуваме да се појави некој лик кој што, нели, ќе не представува во таа. Сега, откако се случи тоа, прво представување, првите одгласи, супер, да. Вршат ли притисок за нов настап? Па за нов настап, да, меѓутоа не во тој смисол, нели, дека по секоја цена? Да, по секоја цена, туку каде, прво ќе прашаат каде, нели, јас само така и кажав, нели, дека имаме многу работа, дека од сега па натаму дека ќе ги зачестиме пробите. Имаме услови во самото училиште, значи можеме да правиме прекрасни проби, ги имаме и средствата и условите, меѓутоа не ги копка каков стил на музика ќе се работи, бидејќи сега овие новите композиции кои што ги работиме се ите како тешки и бараат многу ангажмани, треба да се посветиме многу на сето тоа. А имаме помалку трема затоа што, нели, сепак таков настан пред толку многу публика, нели, кога ќе им кажете, а тоа се само деца, тоа е најнормално така да изреагираат на тој начин, меѓутоа е најинтересно тоа што никогаш не велат не. Туку даваат се од себе. Чудно е, вие се чудите на тишината кога ги имате, пробите и говорењата, убедувањата. Чудно е, може би повеќе дали заради тоа што се девојчиња, па се одгласија да дојдат, се одважија, се охрабрија да дојдат да бидат членки на хорот, или вие тоа го насетивте дека е времето да девојките си земат така посериозен товар, да направат нешто со себе, да го потрошат слободното време најрационално, колку што може би, дека е вон школа, ајде речеме вон часовна активност, да одволат од времето, а и вие како нивен ментор да жртвувате дел од слободното време, за да може и вие и тие заедно да бидат дел од славењето на песните, на музиката повеќе. Да, па јас и пред малку кажав дека самите деца се двигател на сето ова, значи тие се најголемиот поттик за сето ова да се случи. И многу пати, знаете, некогаш, нели, покрај тие обврски што ги имаме ние, не само хорот, многу пати ќе се случи, нели, да сакаме да го одложиме терминот, меѓутоа, нели, самите деца да кажат дека едноставно, ајде ќе имаме и во 2, ќе имаме и во 4. Значи, со тоа едноставно ви кажуваат, ви праќаат порака самите деца со тие неколку зареченици, зборчиња, со тие гестови,
дека треба навистина да продолжите и во преден план да ми биде тоа, значи да работам со нив. Сега за сега е супер, добро е, значи тоа што го работиме, мислам дека ќе го сработиме како што треба. На времето имаше низ Македонија хорски надпревари и регионални. Имаше, да. Сега не знам, има ли надпревари каде што можат да си ги одмерат, условно кажано, силите, ако за мене тоа е повеќе форма за да се покаже кој колку успел да совлада музичката вештина. Па видете, значи порано имаше надпревари, јас барем знам за надпреварот во Кавадарци, каде што хорот во кој што пеев јас добивме прва награда. И условно кажано, значи со таа награда можевме да настапуваме и некаде за меѓународен настап. А сега моментално навистина не знам. Дори ако не се лажем, имаше и во Тето некакви тетовски хорски одзиви се викаше фестивалот. Така, значи сега моментално не сум запознат со сето тоа. Ќе пробаме да исконтактираме заедно со колегите кои што работат во другите гимназии, да видиме, едноставно да видам дали има таков услов, таков начин да се надпреваруваат децата, каде што ќе се појават професионални хорови, па тука нели како што викате да се сето тоа. Тешко дека во Македонија професионални хорови говориме за љубов која не произлегува од професионализмот. Па не, гледайте сега, значи... Во суштина да се направи, да биде тоа многу повеќе од пристојно. Мене ме интересира. Велите ќе стапите во контекст, значи немате конкретно бројка дали по другите училишта во овој наш регион во истокот има хорови? Или имате информација? Училишен хор има во гимназијата, мислам дека има во Виница и во Скопје, така во едно училиште има хор. Инаку од ваков тип на хор, како ние сега што работиме, мислам дека нема. Го исклучуваме хорот на музичкото училиште, бидејќи тоа ми е обврска. Тој ќе имаат предмет хорско пеење, тамо е де юре де факто друго. Господин Илиевски, благодарам што бевте наш гост и што проговоривме за нешто што мене лично ми е многу драго, а ви посакувам успех вас и вами да се видиме што можно поскоро, па и да направиме некои снимки од хорот, да го пуштиме во етер вака малку, да го афирмираме, но тоа се зависи од љубовта и од желбата на членките на хорот. Ќе добие специјално име хорот или ќе остане вака како што е? Па не знам, не сме размислували. Не сте размислували за име. Ќе го осмислите заедно. Хорот на гимназија Славчо Стоименски, мислам дека така не соодветно. Ви благодарам на тоа што ме повикавте да поразговараме во врска со создавањето на овој хор. Мене ми е многу мило, уште помило име на децата. Така и треба да биде. Да се гледаме зубави работа. Благодарам уште еднаш и посакувам успех. Нашиот успех го гледаме низ емитувањето на комерцијални пораки. Најниски цени во маркетите на Китго. Павлака вкусно 19 денари. Мајонез вкусно 89 денари. Чаден свински врат Глобус 276 денари. Свински пршут слайс 76 денари. Макарони Гондола 39 денари. Чоколадни бананки Дона 32 денари. Пиво Наше Македонско 60 денари. Детергент Мерикс 3 килограми со гратис мер 210 денари. Маркети Китго. Акумулатори Топла. Најдобриот избор за вашето возило. Откуп на стариот акумулатор, стручна монтажа и проверка на вашето возило. На едно место, во Ивал Трейд Штип. Кузе 2000 од Кочани е најголемиот салон за плочки и санитарија во источниот регион.
керамички, гранитни, стаклени и декоративни плочки, мозаики плочки од грб спорт порцелан, кади, джакузи, туш кабини и паравани, мебел за купатила, чешми, веца галантерија, ламинат, блендери, сомни врати. Во градежниот центар на Кузе 2000, комплет системи за сува градба, термофасади, канал системи, електро и водоводни материјали, бои лакови, лепила, ХТЗ опрема, оков за мебел, штрафовска роба и профи алати. Со Кузе 2000 откочени, планирано и направено. Старењето на кожата е природен процес, но можете многу лесно да го запрете часовникот на вашето лице. За кратко време ќе ги избришете годините и ќе се подмладите. Мите се редовно со сапунот од козјо млеко со коензим Q10. Резултатите се видливи само по 1 месец, а долготрајната употреба е вистински погодок за лица со над 35 години. Сапунот може да даде одлични резултати и за другите делови од телото, вратот, рацете, градите. Добре дојдовте! Најголемиот, најснабдениот, најефтиниот мегамаркет во градот ве очекува. На 5000 метри квадратни и собствен паркинг со над 100 паркинг места. Елкос Груп. Елкос Груп. Се на едно место. Храна, пијалоци, електрика, бела техника или пак гардероба. Елкос Груп, каде купувањето носи насмевка. Од 25 јануари до 10 февруари, цели 22 срекни денови во Марвел. Попусти до 60% на твојот совршен парк. Кај нас сами го бирате вашиот попуст. Ве очекуваме. Стара чаршија, Штип. Марвел. Најопремени и најефтини, Паневски. Продажба на иверка, медијапан и оков за мебел, како и компјутеризирано кроење и кантирање со најсовремени машини. Во Паневски и алуминиумска столарија и ПВЦ, како и оков за алуминиум и ПВЦ. Повелете и проверете во кругот на Туртел Штип или јавете се на 078 424 682. Паневски. Голема предновогодишна акција во Зендолино. Чаден свински врат 269 денари, сардина мирела 33 денари, риба ослич 128 денари, туна бадуко 64 денари, златен пек 44 денари, корнишони 48 и феферони 42 денари. Чоколадо Милка Нойсет 44 денари, тоалет Виолета 8 во 1 85 денари и Мерикс 2 килограми за само 169 денари. Зендолино, 20 години мисли на вас. Ладно цедени масла за секојдневна употреба. Масло од сончоглед, исцедено од природата. Фила. Денеска, 4 февруари, ден кога вообичаено се одбележува денот на раѓањето на стратегот на Македонското национално ослободително движење од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век Гоце Делчев. Секојаш во Штип тоа одбележување се случува во Новосело, каде што се наоѓа спомен релефот сега пред ректоратот, пред зградата на ректоратот, што го носи името Гоце Делчев. Во таа прилика се кажуваат пригодни зборови за ликот и делото на Гоце Делчев, така беше и денеска, и да го видиме овој снимен материјал. Голем е денешниот ден. Онолку голем колку што е голем и човекот кој се родил во него. Токму затоа овој ден треба да го славиме и да го чуваме во нашата меморија. Оти да не постоеше 4 февруари 1872 година, немаше да постојат најсветлите страници од нашата историја. Немаше да бидеме толку горди колку што сме. Историјата вели дека на 4 февруари во таа робска 1872 година во кукушкото семејство Делчеви се родило првото машко дете, инаку трето поред од купно 9 деца на Султана и Никола. Гоце основното училиште го завршил во родниот Кукуш. Потоа известно време работел во една кукушка бакалница и во гостилницата на татко му Никола, пошто образованието го продолжил во Солунската машка гимназија. Живеел во училишниот интернат и читал доста книги со револуционерна и филозофска содржина.
бил член на училишниот таен револуционерен кружок. Во летото 1891 година се запишал во военото училиште во Софија, каде се запознал и ја сватил состојбата на својата поробена татковина. Поради сомнение дека чита и растура литература со напредни идеи, бил исклучен од училиштето. Гоце Делчев, како да го посакувал тоа, за да може целосно да му се посвети на револуционерното дело. Во есента 1894 година добил учителско место во Штитско Новосело, каде што веќе работел Даме Груев. Тука влегол во редовите на Македонската револуционерна организација и активно се вклучил во проширувањето на организационата мрежа во околните градови и села. Мощно значена е Делчевата дејност идното лето, кога во Солун се одржал конгрес на организацијата. Заедно со Ѓорче Петров се ополномоштени да го изработат уставот и правилникот на организацијата. На почетокот на јануари 1898 година се воспоставува Четничкиот институт, а Гоце Делчев е назначен за началник на сите чети во Македонија. Станал голем револуционер. Во 1901 година формирал своја чета со која го остварил така наречениот голем поход на Делчев од Централна, Западна и Јужна Македонија. За време на честите обиколки низ Македонија работи на создавање на организациона мрежа со здрави и цврсти бази, комитети, комитски чети на организацијата. Цел е автономија или целосно ослободување на Македонија од османлиско робство и создавање на независна македонска држава. Во почетокот на 1903 година со својата чета го обиколил Серско и Струмичко. Во април истата година патувал за Солун со цел да го разубеди Даме Груев да го смени решението за кревање на предвремено и недоволно подготвено востание. Денеска во емисијата 60 минути на исток ќе говориме за уште еден јубилеј. Јубилеј кој не е врзан за личност, меѓутоа станува збор за јубилеј на нешто што е реално вткаено во нас, а тоа се така наречените музички гени. Сите тие музички гени пред 50 години, точно пред 50 години, ја изнедрија песната Македонско девојче. Но песната Македонско девојче е авторска, Јонче Христоски автор на песната и во тај првиот сегмент аранжманот ми се чини дека го направи Јонче Христоски, отпеа Виолета Томовска и Кирил Манчевски. И од тогаш оваа песна се пееше, стана една од најпознатите македонски песни без, односно попреми народност. Денеска се одбележува 50 години и се открија вистинските мотиви како настанала песната. Денеска на денешен ден се родила керката на Виолета Томовска, Невена Томовска, и Јонче Христоски, кој бил повикан на честење, нели што би се рекло на радост, ја создал тогаш песната Македонско девојче. Денеска излезе некаква верзија со симфониски оркестар, но ми се чини дека енергијата таа песна во тој аранжман ја нема. Инаку знаете, песната е химна на Македонија, неофицијална, се пее во секоја пригода, кога нашите девојки дали во спортот или во нешто друго ќе имаат резултат кој е вреден за почит, па за да се искаже тоа, ете, ќе се отпее Македонско девојче Китка Шарена, па дали има дури на време на новогодишните празници, во неколку наврати Радио Телевизија Србија пушташе Сотјанова верзија. Во секој случај е благопријатно да се потсетиме на еден од овие наистакнати македонски фолк хитови, за да не се заборави, исто така да не заборави дека Јонче Христоски автор на плејада на македонски хитови, Свирете ми чалги, Ако умрам или загинам. Едно име имаме и таа неофицијална спортска химна. И така натаму, во секој случај да не се заборави нити едното, нити другото, па затоа подсетуваме на денешниот роденден 50 години на Македонско девојче во од авторот Јонче Христоски. Денеска, токму на денешен ден, го одбележува својот 50 роденден, 50 години на песна која живее, која има, да не претерам, можеби најмногу обработки, дури во Франција е обработувана, во Англија, во Соединетите Американски држави. Да не говориме за нашите пријатели фолклористи од Турција кои ја емитуваат и понекогаш како авизо за одредени работи кога треба да ги кажат. Во секој случај, ете, антологиска песна која е обнародена и го слави денеска 50-тиот роденден. Со ова, почитувани гледачи, го завршуваме ово денешно издание на емисијата
60 минути нисток. Ви благодарност за вниманието посветено незе. Ви посакувам да останете со здравје, како и секојаш со програмата на Телевизија Стар.